Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Еве да бидеме заедно за да можеме да разговараме за разни, особено чувствителни теми, а при тоа да бидеме и мудри, и достоинствени, и да продлабочуваме меѓусебната доверба, заеднички да чекориме кон иднината. И мислам дека кога станува збор за нас, тука нема дилеми околу тоа, но ова е пак најновото соопштение од владата, токму во тој контекст, во кој се нагласува неопходноста од заеднички мудар достоинствен пристап за изнаоѓање решенија кои ќе значат напредок, меѓусебна доверба, заедничко чекорење кон иднината и така натаму. Доаѓаат по работната средба, велам како владино соопштение, на представниците на Вреди, Меджитика сами, заедно со председателот на владата Христијан Мицковски. А станува збор по однос на прашањето дали правосудниот испит ќе може да се полага и на албански јазик. И тоа е, можеби, една од најчувствителните теми, особено во владината коалиција, и уште почувствително како тоа ќе се реши. Затоа што добри се сите овие атрибути, како и да ги нарече човек, за неопходност од заедништво, мудрост, достоинственост и така натаму. Меѓусебна доверба, заедничко чекорење кон иднината, но ако е сето тоа така, меѓусебна доверба, заедно чекориме и слично, а зошто ни е тогаш закон? Имаме доверба и готово, врз основа на доверба. Имате доверба, дајте му пари некому на основа на доверба, банка нека ви даде исто, има доверба и така натамо. Не, регулирано е се. И сега ако влада оди со вакви, велам, термини во кои се базира чекорењето кон иднината на меѓусебна доверба, а при тоа треба да го регулира тоа со закон, тогаш се поставува прашање тоа зошто тогаш закон? Ајде, имајте доверба во нас. Дотолку повеќе, велам, ова е чувствително, затоа што од една страна е довербата, заедничко чекорење кон иднината, напредокот, мудроста и слично, а од друга страна токму ова прашање, изнаоѓањето на решение на ова прашање да биде целосно усогласено со Уставот и со Законот за употреба на јазиците, за да се обезбеди правна сигурност и функционалност. А ете го сега и правна сигурност, се одеднаш сега не е доверба, само доверба и така натаму, туку мораме правно тоа да го осигураме, законски да го запечатиме и секако сето тоа биде во согласност и со Уставот и со Законот за употреба на јазиците. И сега дотолку повеќе ова е чувствително прашање затоа што правосудниот испит е предуслов за влез во судството, обвинителството, адвокатурата и многу други правни професии, каде што станува збор за стручен испит, не за управна, административна комуникација или постапка, туку, значи, правосуден испит кој понатаму се однесува на правосуден систем во кој постои законска обврска за активно познавање на македонскиот јазик. Што значи, велам, дека во ред со токму со официјалната употреба на албанскиот јазик на општинско ниво, кој понатаму ете влегува и на државно ниво, како рамноправен со македонскиот, е една работа, но ова е потенцијално влегување во правосудството, каде што кога станува збор токму за законски обврски, тука е законската обврска активно познавање на македонскиот јазик. Значи не може да се оди само меѓусебна доверба, мудрост, ајде да чекориме заедно кон иднината, туку треба да се смени законот. Треба да се смени или усогласи Уставот, зависи од тоа да се усогласи со Уставот, во зависност од тоа, велам, на какви решенија би се одело.
Ако не се оди директно на промени на уставот или на законот за употреба на јазиците, а што е всушност на практично како пристап, исто што се бара и за отворање на уставот за францускиот предлог. Ајде да се смени. Која е разликата? Па разликата е таму. Треба малцинство да се стави, тука треба да се вметне нешто друго, но да се отвори. Сега, ако не би се отворало, тогаш може би има варијанти наместо да се отвора, како да се моделира, така да се каже, за да се биде за да се усогласи со уставот и законот за употреба на јазиците, доколку тоа може. А јасно е, ако не се менува уставот и законот за јазиците, туку се усогласувате преку тие барања, тогаш тоа секако ќе биде многу покомплицирано и по-гломазно, за разлика од менување на уставот и на законот. Зошто? Па затоа што ако не го смените, а најелегантно е било да се смени, но е прашање, еве, не го менуваме ни за францускиот предлог. Како може да се усогласи? Па тоа се сите тие, некој ги нарекува и дупки и слично во законот, но јасно, ако не може тој тебе, ајде прилагоди му се ти нему. Па ако не сакаш да смениш устав или закон, затоа што сето тоа е сега и прашање на политички поени, добивање или загуба. Тогаш има меѓу варијанти, а тоа е велам усогласување со преводи, со двојазични материјали, со, не знам, посебни некои процедури и така натаму, ништо не е официјално потврдено, но како и да е, тоа се тие некои, како би се кажало, закрпи, да не кажам крпеници, туку закрпа, лепенки, ајде, за да е усогласено, а и да се остварат она што всушност претендира секој да го оствари во политиката, така да речеме, вреди веќе соопштуваат дека презеле конкретни институционални чекори за да се реши долгогодишниот, дводеценискиот проблем со полагањето на правосудниот испит. Потенцирајќи дека ова прашање било блокирано, како што кажав, 2 децении за време на претходното владење на ДУИ. Доаѓаме ние, тие 2 децении го блокирали, ние ќе го решиме. И сега доаѓаме до таа политичка смисла. Што на вистина сакаме да решиме, односно тие, а што е во оној момент во политичка смисла, пред се. Значи, од една страна вреди покажува дека може да испорача резултат и за нив е сега важно да го испорачаат тоа, а пак владеачката ВМРО да помене, односно премиерот, ова е и директно работна средба премиер и, како што кажавме, Джити и Касами, а соопштението е од владата, кое гледате тотално воопштено, а треба да не стопи сите онака како путер или маргарин на сонце, да се разнежниме кога, слушаме од владата, повторувам, дека нагласиле само заеднички, мудар, достоинствен пристап е она што води кон решение кое ќе значи напредок, меѓусебна доверба, заедно чекорење кон иднината, ба готово, стопени сме веќе. Сите менувајте, правете, усогласувајте што треба. Сега тоа е тој втор момент во политичка смисла ВМРО ДПМН, односно премиерот, кој мора да внимава како ќе биде представено решението. Дали како проширување на двојазичноста, која сега би влегла во правосудството и која во моментов, во зависност дали ќе се менува, за да биде проширување, како што кажав, промени на уставот, односно на законот, инаку би било спротивно на тие уставни и правни ограничувања, или одредени прилагодувања. Па и едно и друго. И вреди да добие во политичка смисла институционално презеле конкретни чекори по 20 години, откако овие претходници ништо не направиле, но и премиерот Мицкоски и конечно да се смири тензијата која ете за денеска попладне, токму од 16 часот, во форма на втор протест ќе бидат преточени овие барања
од страна на тие кои протестираат студенти албанци, а кои баратит на овозможување на правото за полагање правосудниот испит и на нивниот мајчин јазик, во случајот албански. Ајдете да почнеме, тоа е темата 6091 924 925. Повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден, вие сте, повелете. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Благодарам, па вака. Ајде, ја ќе почна поред вака. Прво, дали во една држава има два грба? Значи, две знамења, два устава. Ја мислам дека ниве ги нема, така да и нашата држава има, значи, еден устав, еден грб, едно знаме, и према тоа, државата се влада према тие три символи, кои, значи, ја носат државноста на една држава. Второ, мнозинскиот народ кој живее во таа држава е носител на името на државата. Па јас се прашувам, дали треба, значи, према сите да се владаме према, значи, тоа дека јазикот на државата, значи оној кој што го зборува мнозинството и сите документи званични по моје размислување треба да се однесуваат, значи кога е во прашање вакви деликатни прашања, значи сите треба да го познаваат, да го знаат и значи завршниот испит на секој една независно дали е малцинство, дали е мнозинство, значи сите треба да го познаваат и да полагаат на тој јазик, значи и дипломата, сертификатот да биде донесен на тој јазик. Ја одека мене ми се чини дека некој сака пречутно да воведе, значи да го маргинализира македонскиот јазик, да створат втор народ, како да сме ние во ствари, значи република на два народна, или не знам како они размислуваат. Ја мислам дека не се во право, ја мислам дека треба да си полагањето да биде на македонски јазик, а ништо не е изгубиле, бидејќи има право да зборуваат на албански, имаат факултети, школи, сето тоа му е дадено на албански. Али завршни се, имаме еден суд и према тоа во судот треба да бидеме сите еднакви и јазикот да биде еднаков за сите. Благодарам, поздрав. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, кој ни е следен. Ало? Да, добар ден, ве слушам. Слушаме? Да, повелете. Вака, другарче. Ја не сум одавде. Так, добро. Не разбираш. Значи, големиот патриоти сега кога стамено ќе се постават пред ова барање и кога ќе речат патриотички побуди, не даваме. И овие сите готови ќе почнат да паѓаат у несвест, ќе почнат да плачат, да завиваат. Не ни даваат правосудство на наш јазик. Нашиве херои, јунациве наши. Тука, сега, ама односа, овие бранителите нивни, па Бранко вака направи, па Заев онака направи, па овој вака правеше, па тој правеше сега како ние, што да правиме, не мораме да прифатиме. Значи, види ова е работа зацртана оддавна, продадена е оддавна и ќе си тера. Процесот не запира тука. А овие наши класни патриоти мислеа дека до тука ќе биде работава, до тука се премини само името и готово. Сега тука натака, какви сме такви северџани или што сме, ама ќе си ја тераме. Не. Апетитите никогаш не згаснуваат кај тие што се околу нас. Никогаш. Визната им е отворена на најако. Значи, турбо инжекшн бизн имаат. Не запираат. Ама све е тоа, пак ќе кажам, со оној поган, расипан запад, поддршката е огромна од него, па не за жабе ја гушкаше оној Вјоса, Трамп да го речеме или тоа беше толку гушкање, тоа уште љубов како не изроди. Шо понатака сега, ќе даваме мене ова она, ќе си пројде ова, ќе си пројде и со бугарите уставни промени, све ќе си пројде како бајчиња, ќе си чутиме и ќе не снајде она што треба да не снајде. Поздрав. Благодарам и поздравувам. Предходно премиерот Мицковски најави дека владата работи на предлог решение, дека истото треба да биде во согласност со препораките на Венецијанската комисија и со меѓународните стандарди. И сега доаѓаме до тоа дека ете според владиното соопштение институциите работат на решение кое
треба да биде целосно усогласено со Уставот и законите за употреба на јазиците. Дополнителни детали за можниот модел не се соопштени, во смисла какво усогласување. Значи, или ќе се усогласите вие кон Уставот и законот, или законот кон барањата. Затоа кажав, има варијанта таа може би полесна и политички да си добијат поени сите и вреди завршиле и премиерот да не оди во некои чувствителни зони. Нема промени никакви, но велам колку тоа функционално ќе биде, а да биде релативно усогласено, спомнав, значи одредени посебни процедури кои би како врзосно на некоја формула ги задоволиле барањата, двојазични материјали, преводи и така натаму, а да не се чепка ова другото. Затоа прашањето во темата всушност може ли да се оствари, исполни ова барање, но токму така да биде, како што и соопштуваат денеска од владата, да биде целосно усогласено со Уставот и со законот за употреба на јазиците. И кога би можело тоа да се очекува, кога гледате тоа што мислиме дека е сосема јасно и очигледно, всушност најпроблематично испаѓа. Еве ова со двојните државјанства за едно државјанство и така, ништо. Апсолутно. Едно се залагаат, бараат, а потоа не поминува ништо. Како изборна единица и така натаму. Впрочем, видовте денеска дека не испадна ништо од тоа. Она СДСМ иницијатива никој не ја гласаше за, а она иницијатива на ВМРО ДПМН воопшто не ја ни ставаат на дневен ред. Во таа смисла, и ова, дали за разлика може би од тие други иницијативи на кои чекаме, анкетни комисии слично, дали може би како и судовите што прават обично уставено нака одеднаш, а коефициентите требало да се укинат за платите да им се зголемат. Јасно, уставниот се оградува, вели, не ги зголемивме ние платите, само констатиравме дека се противуставни. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па, видите, сега, нели, Сонија повлеко иницијативата ради проверка дали е со Уставот, така да се пресмета, да видно денеска дека они воопшто немаат намера да донесат таков закон, да ја утнале, па ги повлекува за уши и се преиспитаа. Јас ја вергувам ностоп приказката. Луѓе, немојте да слушате што ви зборат, прочитајте го Уставот. И прочитајте ги измените на Уставот од 2012 година со уставните амандмани. Работата е завршена 2012 година со амандманот 5 на членот 7 од Уставот, каде во алинеја 2 убаво се пишува: друг јазик кој го говорат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија е исто така службен јазик. Дали ви е јасно што ви прочитувам, што ви кажувам, што пише во Уставот? Друг јазик кој го говорат најмалку 20% од граѓаните, не од жителите на општината, од граѓаните на Република Македонија е исто така службен јазик. А сето останато понатака што го кажуваат патриотите и друга и пријателите од политичарите, вие ги мачкаат очите. Немојте да слушате, земете, почнете да ги читате законите и највисокиот законски акт во државата, тоа ви е Уставот. Работата е завршена 2012. Македонија оди кон косовизација, да ви биде на сите јасно. И да не се играм играчки, дека се прават некои поголеми патриоти, да не речам поголеми папи од папата. Све е лага понатака во личен интерес. Како што видовте кад денеска, толку се големи патриоти што дозволуваат дводржавјанства во владата. Зашто? Зато што пола влада има бугарски пасоши. Благодарам ве, поздравувам. Добро, да, официјално сте во право за ова што велите, значи од Охридскиот рамковен 2001 година, кога со законот за употреба на јазиците понатаму албанскиот влезе во официјална употреба и дополнително неговата употреба се прошируваше во образованието, науката, здравството и другите сектори, е фактот дека, како што кажавте вие, ниедно од
законските решенија конкретно, прецизно, експлицитно не наведува албански. Значи, белам, под наводници, како термини, не е под наводници дека албанскиот, туку него наведува албанскиот. Туку стои, да, вие кажавте друг јазик, граѓани. Стои, всушност, се однесува на кој било јазик што го зборуваат најмалку 20% од населението. Значи, кој било друг јазик кој го зборуваат најмалку 20% од населението. Сега, токму од тука и доаѓа она, веќе неколку години е таа иницијатива. Гледате колку има иницијативи за отворање промена на Уставот. Како од надвор, така однатре. Значи, по однос на ова, токму затоа е она, да се замени тоа 20 со албански. Села и слично, како и да е. Касами кои да се веќе не е битно, ми се чини тоа. Но не се поединечно, тоа е јасна таа политичка и конкретно барање, впрочем, независно политичко. Но зошто? Токму тоа е разликата. Затоа што никаде експлицитно не стои. Стои, значи, како што кажав, повторувам, се однесува на кој било јазик што го зборуваат најмалку 20% од населението. Сега, значи, тоа 20% се замени со албански. И сега што би значило тоа? Ако е кој било, тогаш, значи, кој било не е само албански. Прво, не се наведува албански. Второ, може да е албански, но може да е и кој било друг, односно сите. Прашањето не е во јазикот, дали е албански, за да се зборува, туку во процентот. А затоа е барањето, наместо процентот да биде услов да се прецизира албански. Но ако сега стои кој било јазик, значи не е прецизирано албански, туку кој да е јазик, може и да е српски, ако има над 20, турски, босански, кој да е. Ако е така, со тоа кој било јазик, сите јазици го имаат правото да бидат применети, ако го исполнат условот процент. Со други зборови, ако пак тоа процент се замени со албански, тогаш им се одзима потенцијално правото на сите други јазици. Затоа што сега секој јазик има. Нема ексклузивно право албанскиот, но се применува затоа што според пописот, албанците се 24,3% од населението, односно по општини. Па по општини затоа имаме и босански, односно за каде бошњаците се, па и училиште и така натаму. Двојазични називи на топоними, се едно, како и да е. На општинско ниво. Сега, ако би се заменило тоа 20 со албански, тогаш сите други веќе би им се одзело тоа право. Иако имаат процент. Тогаш ќе испадне утре, па не пишува тука босански, турски. Тука пишува албански само. Па да, но имавме ние 20. Го укинавме, тоа го заменивме. Така што, значи, и тоа, ако сакаме да зборуваме рамноправно за сите, како што сега понудата, можноста е токму таа, кој било јазик, што го зборуваат 20%. Тогаш, евентуалното менување, ако се прецизира кој јазик, за да се сочува рамноправноста понудата и за другите кој било, ако би било албански и кој било друг. Па тогаш остануваат и овие другите. Направете 20%, ќе имате и вие. А албанците унапредуваат, тогаш па има албански специфицирано, за нив не се однесува 20%. Но тогаш формулацијата би требала да е албански. Затоа што да се замени 20 со албански. А чекајте, а што прават сите овие други тогаш? Оставете им и на другите, ако имаат 20% да можат. Затоа што така е предвидено. Кој било друга, не стои тамо албански јазик. Оставете тоа кој било. А ако се боксува или едно се воведува, договорете, ставете албански, договараме да ставиме бугарски, нека договорат бошњаците, нека има босански. Но ова кој било, нека остане. Тука е, значи, во ред, да, нека биде, стави го ти своето, но не го одзема и на другите. Кој било. Кој евентуално, ако не денес, утре ќе ги има 20 или таму каде што ги има во општините. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Овака сега. Овој циркус ни е режиран од
на македонскиот народ православен, тоа се Германија, Франција, начело со Англија и Америка. Не постои нормална држава во светот кај што има два службени јазика. Два службени јазика по автоматизам е бинационална држава, потоа федерација и на крај поделба на државата. И да не постои оваа Македонија. Значи ова е целото све сценарио што идентитетски преку домашни предавници треба да се уништи македонскиот идентитет, преку предавници од овие од СДС Бугарскава партија, и тоа е целата игранка што ја прават. Значи, замислите сега, бугарите се стават во уставот кој ќе ги извадат сите 200.000 тамо пасоши од квази патриотиве кои пола се во работа у странство, а више од пола се овде во Македонија, и ќе видите тогаш циркузот што ќе биде и сите други проблеми. Значи, целата игранка е таа. Спасот е единствениот спас за економски да се спасиме стратешко пријателство со Кина, више да не ја молиме Европа, затоа што Европската унија, односно Германија и Франција имаат план да ја уништат Македонија, не да постои, и да креираат голема Албанија и голема Бугарија, тоа се гледа од авион, откако ќе го уништат македонскиот идентитет, јазик, историја и така натака. Со овие предавници го сменија името, сега решението е сите овие штетни подпишани договори од Охридскиот до овој бугарско-албанскиот со француски подпис, сите да се поништат и сите предавници да се стават во доживотен затвор и сите пари што ги земава од предавствата да им се конфискуваат. Тоа е решението, се друго е демагогија. Благодарам, поздрав, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете, вие сте. Јас мислам дека сите овие чорби што се замешани, тоа е се од западот. Едноставно, македонскиот народ треба да се униште. Тоа е нивната цел. А не работата дали се содржат 20% од населението или не се содржи 20%, за да се зборува тај јазик низ целата држава. У ниједна држава во свето не постои двојазичност и не постои никакви устав, никаков устав. У Америка уставо не се знае колку години е и не се знае колку население има во Америка од разни држави. Едноставно тамо единствен јазик е англискиот јазик, американскиот. Да, за официјално ниво, да, зборуваме. Да. Не постоја друг јазик, не зборуваат они. Во установите, во фирми, во што дае, дека што треба да се зборе, тоа се зборе само на еден јазик и се пишува на еден јазик. А само во Македонија се уведуваат овие двојазичност. Затоа што Македонија е експериментална држава на Запад, што сакат тука работат и што сакат тоа прават. Овај устав македонски остана алоджиски тефтер, алоджиски, кој што сака пишува у него и што како сака закон, таков закон донесува. И тај закон треба да се применува онака како што ја одговара на многу луѓе од Запад. И затоа ги они подбуцнуваат нашите граѓани од албанска националност за да се борат и... Благодарам и поздравувам. Да, примерот со САД го спомнавте. Го поставил тоа и така, односно не може да функционирате, особено на државно ниво, институционално и слични служби, ако не го знаете англискиот. И кај има јасно, каде што има мнозинство и така натаму, особено и тие погранични делови со Мексико и слично, и двојазични надписи и така натаму, и она што кажавте, не може да се зборува, може да се зборува дома и така натаму, но за да функционирате на државно ниво, особено, пак да не спомну, правосудство и слично, не може ако не го знаете англискиот. Јасно. Не е проблем јасно судијата дали е афроамериканец или италијанец или што и да е бел и каква боја на расна родова, но се знае, не може шпански или италијански или кој да е, каде и да е. Во таа смисла не може ако не го знаете
јазикот, кој не ви брани, зборувајте си вие кој сакате јазик дома, не е битно. Има и училишта и така натаму. Но ако сакате да зборуваме за општествена инклузивност, особено во државната служба. Добар ден, повелете. Да, повелете. Ако се отвори уставот, Да, слушам. исто ќе биде како албанците ќе ги ставиме во владата и бараат преку лети повеќе. Како ќе се гледа и сега. Дали се они 20%, кој знае, може се 30%. Никој не води светка за тоа. Друго, која од овие теми ќе ги поставувате, да ми наброите 10 што се устварени. Толку. Што да ви набројам, не ве разбрав да ви... Од овие теми што ги давате, Да. бар 10 да се остварени. Него само си правите програма и така си течи времето и тоа. Така. И друго сакам да кажам, а нема време. Добро. Ви благодарам. Жал ми е што мислите така. Има и мислано и во пракса се покажува, најкратко сликовито опишано, за да успева лошото, злото, лошото, несоодветното, незаконското, злоупотребите, што и да сакате, неправедното, доволно е добрите да не прават ништо. Не треба ништо да правите. Тоа е тој пристап. Затоа колку пократко да го кажам, а да се долови смислата. А велам и потврдено е. Доволно е неправим, не ме интересира мене тоа, нема тебе емисијата ти иде, овој време си пополнува и така натаму. Тоа е тоа. Доволно е само ништо да не прават оние кои мислат поинаку, исправно и така натаму. И тоа е потврден рецепт за експресно ширење онака на метастази, на злото, на лошото, на криминал, на кај комшијата. Тоа не се меша и гледај ти твое и така натаму. Само не прави ништо. И затоа велам, жал ми е, ако имаме, мислам колку имаме со таков пристап, толку, но мултиплицирано придонесуваме побрзо да успева ова другото. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани. Да, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Па, уште една жешка тема. Видете, секој пат кога се допираат меѓунационалните односи, секој пат се осетлива и нормално е да има жестока реакција. Би рекол, дури се навикнавме. Но политичкиот шмек во ваквите меѓунационални односи ми е малце чуден. Фрлањето на вината. Например, од 2002 за прв пат, оние што се бореа со УЧК, после мандатот нели на ВМРО до 2002, од 2002 до 2006 Талат Џафери беше амнестиран и си влезе во институциите на системот. 2004 имаме територијална поделба каде се прекрои за одредени општини да имат над 20% употреба на албански јазик. И сега пазите, за тоа е криво ВМРО, така вели СДС. Значи тоа што имаше од таква влада од 2002-2006 или територијална поделба 2004 криво било ВМРО. Или например ќе ви речат името се смена, ама бидејќи ВМРО беше во опозиција, ВМРО е криво. Или, например, како сега што ви велат. Не, законот од 14 март 2018 за употреба на јазиците нема врска тоа што Талат Џафери го подпиша во коалиција со СДС. Тоа нема врска. ВМРО е криво. Значи, ВМРО 2018 беше опозиција, ама ВМРО е криво за употребата на јазиците. Или, например, сега Уставниот суд консултира
меѓународно право, да видиме како во другите земји, па да донеси соодветна пресуда заради тој спорен закон, пак е ВМРО криво, заради спората работа на Уставниот суд. И кој ќе видите за се е ВМРО криво, се додека не падне ВМРО, па после кој ќе услед. Да, благодарам. Па чувствителна тема, чувствителни на констелација, апсолутно. Не е само поднос на оваа тема, чувствителна констелација на состојбите, во која имаме многу работи почнати, ете, спомнавте и Закон за употреба на јазиците, се едно, ете, францускиот ЕУ предлог, како и да е. Еден куп други работи, ете, измени, кои се почнати, кои се применуваат на сила се, а не се довршени. И сега се бара, значи, па некој почнал 2019-та, не бевме ние, па биле некои други пред вас сега. Бил колегата, вие сте наследници, што и да е, тој го потпишал, продолжете ви. И дотолку повеќе се навистина чувствителни за да се постои прашањето како ќе се постапува поинаку. Прашања отворени, недовршени, врз основа на тие отворени од страна на претходните, сега треба да се постапува. Како? Да се затворат. Тоа е почнато и треба да се заврши. Ето, впрочем, и тие уставни измени. Што сега правиме? Да го откажеме тоа, не ги внесуваме гаранции, бараме и сето тоа е некоја акробатика на таа реалност која некои претходни гарнитури се едно назначени влада и така натаму ги отвориле, а не ги завршиле. Она што е завршено пак тука нема, тоа и го потврдуваат, впрочем. Дали и председателката и слично, па реалност, Преспанскиот договор е реалност. Тоа е затворено. Дали нема дилеми околу Охридскиот и слично. Значи, тоа е завршено, ставена е точка, комплетен е тој дел. Но што правиме со ова? Затоа велам, тука е и овој дел законот за употреба на јазиците, кој е отворено и сега е подложно на доработки. Нормално, секој гледа што има нешто да се доработи, што повеќе да извлече за своја полза. Сеедно и како позиција политичка, и како, ако мислате и на директно и на народот, па и за нив најдобро би било, да, и за себе и за нив, мислам за нив најдобра позиција би била. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме. Видите вака, за ова што е за албанците да полагаат на албански јазик. Така. Тоа они живеат во Република Северна Македонија, се албанци по народ поштовани и се. Учат од осмолетки и ред други работи. Учат и македонски јазик. И сите имаат петка по македонски јазик. Од имаш ти петка во основно и средно образование, треба да напишеш некоја есе или некоја мини драма и ред други работи. Так. Ова е непознавањето на македонскиот јазик во државата во која они живеат. Тоа е целата работа. Имаме ние и претходни, што биле челници на партија или било кој, нивите деца полагаат на македонски јазик. Они доволно не го познаваат македонскиот јазик. И они треба да знаат дека максимум во Македонија да има 18,5% албанци. Чисти албанци збориме. Нема. Тоа е тоа. Факт. Ајде во ред. Ама да се полага на државен испит на албански, еве ми е Република Албанија, нека отидат со дипломите, нека си полагаат во Република Албанија. Ја немам ништо против луѓето, ама ова се коси со сите и правни односи. Тоа е целата работа. Мене ни најмалку не ми се допаѓа ова. И сум како граѓанин. Јас си поштувам, ме поштуваат и ги поштувам, ама треба да си има што викаат ред и поредак, се знае кој е домакин во куќата. Таткото. И треба да го поштуваат тоа. Они тоа многу убаво го знаат. Од мене толку бидете поздравени. Ви благодарам, да, ве поздравувам и денеска ете вториот протест, првиот протест кога се одржа, сам дека во тој период и премиерот Мицковски коментираше во таа насока, секој може да зборува на кој јазик сака, никој никому не брани и слично. И мислам дека тоа апсолутно не е ни поентата.
Никој никого не го ни прашува, по најмалку премиерот дали може или смее или не смее да зборува. Си зборува, не албански сам, кој како сака си зборува. Во автобус слушам 5 јазици зборуваат, кој да. Никој никому нема од тоа. За да се праќа порака, можел да зборува кој како сака. По тоа и да им каже не може, на кој да е, велам, на ромите да им каже, се едно не оти нешто ќе смени тоа. Туку поентата е токму во друга смисла, да. Не дали сакам да зборувам на овој јазик, туку дали е прашањето не сакам да го зборувам овој јазик. Тоа е тоа. Затоа имаме ова сега со варијантата како да биде тоа усогласено со законот и така натаму. Она што спомнав како можност двојазични материјали и слично. За да остане македонското. Клучниот момент е тој, не дека некој го прашува премиерот дали може да зборувам на кој да е јазик. Току не ти го зборувам тој јазик, тоа е работата. Јас си зборувам тоа, не треба ни да ми кажеш како ќе зборувам. Повелете, добар ден. Ало, Да, повелете. добар ден. Добар ден, повелете. Ги молам само гледаче нека не го спомнуваат ВМРО. ВМРО, мисля, се уште не е дојден на власт во Македонија. Најголемата вина ова 2001 година, кога пред да се зарати 2001 конфликтот од соседните држави, и ние секогаш на вести не кажува. Председател на Република Македонија беше од ДПМН врховистичко и премиер од ДПМН врховистичко, не од ВМРО. Кога кажува комшиите наши на вести, ние негиравме дека во Западна Македонија се припремат терени кај се обучаваат терористи за напад на Македонија. И тоа се случи, вашата колешка Незена Лупеска, когото и на пограничните мести беше караулите и милицијата била све повлечена. Тоа го знаеш и премиерот и председателот. И после почна конфликт. Тоа си беше договорено. Значи, и кога почна конфликтот од Запад им кажа дека не е толку Запад колку што се криви ДПМН и ја да бе председател на Република Македонија и на владата. Ја се изврши самоубиство, а тоа што го направија тие не го прави. Значи, кога ќе те нападне пријател се бориш со животот и така и многу, не само партизаните, и сега види прва многу наши деца го животите ги дадоа за слобода. И кога виде ДПМН дека нашите борци ги победа за столиците, Чосанки им наредило Запад да прекина со огнот. Па мене да ми прекина со огнот, тя од верата, од Бога и од државата ќе изврши самоубиство, нема да прекина кога изврши победа, кога извоја победа. И тој им беше мало да зашто тој беше договор, уште тогаш се делите Македонија до групчени, како што викаат и врховистите. Ни тој им беше мало, а се знае дека се борат за голема Албанија. И сите тоа го знаат, не за права. И после и амнестира, ДПМН поднесе предлог за амнестија, закон за амнестија. За не знаете што ќе им се случи после што амнестира, ти си спадна нивното. И ќе бараат и Македонија си жална поделена е више на Бугарија и на Косовари или Албанија. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, вие сте. Ова што се прави, самите македонци си го прават. Дајте на референдум све од корен, па да видиме што може да се случи. Например, Абази, ако не знаеше македонски една буква, само на албански, сите криминалци ќе беа ослободени. Вака на македонски знае, та нешто ослободи, другите утре ќе ги ослободите. Зато им треба тоа само на албански, да не можеме да се разбериме. Ја би предложил да се избришат сите јазици македонски, озеиме кинескиот, чуј не лај. И готово. Завршена работа. Чуј не лај јазикот. Срамота ова што се прави. Те јазиците, те ова, те она. Ја би предложил све да се избриши. Етно да останува све. Македонија, македонско, точка. На кому не му се седи, тука не му се живеи, отворена е границата, кој ќе сака не коди. Ама вика домородци сме. Да, 120.000 подобранци, тој што се крие сега пензија голема што зема Бранко, треба се да му се одземи на него и така да го пуштат на улица да шета. Ете, тие таквите Македонија е изупчија од сите страни и сега не држи вода, истекува од сите страни. И овие нема Тисав, ова не е последно што треба
на албански да полагаат. Уште колку има да чешнат тие, па утре друго, па за утре трето. Се само така натаму. То порано само на факултетот бара едно чоше да уче албанците. Сега факултети отворија. Шта? Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Дали имаме некого? Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Ало? Да, повелете. Вака сега. Јас борев пред известно време баш за правосудниот испит. И сега нема да коментирам тоа што сум го кажала, како се полагаше порано правосуден испит, како сега мислат да полагат, нека полагат. И нема да зборам на каков јазик ќе полагат. Меѓутоа, на првите протести, како и секогаш, премиерот вика ова е организирано од опозицијата ДУИ. Јас не се слагам со неговото излагање. И денеска го кажа истото. А ако се сеќава македонскиот народ и целиот народ на Република Македонија, во првите редови беше Изит Меджити и Билал Касами. Таму не беше никој од ДУИ, а не беше никој ни од СДСМ. Вечето СДСМ крива за јазикот, СДСМ крива за ова, а зашто се прави овие сега што се на власт? И ќе попуштат. Еве Борце, например, стално вика овој од Крушево да се исправи Мицкоски. Ајде сега Мицкоски исправи се и одлучи спрема устав, како и председателката што го знае уставот, одлучете како ќе се полага правосудниот испит. Јас знам како полагале моите, сега одлучете вие. Ви благодарам, пријатно. Благодарам, ве поздравам. Сосема кратко ова што го спомнавте. Не го слушнав коментарот на премиерот, дали било политички или не. Иако ете, ништо, пак и ново, мислам, тоа се тие формулации, ба не од него, туку воопшто на таа релација власт-опозиција, кога едно со друго се покрива. Се едно дали е протест за минимална плата, а тоа овие ве инструираат и така натаму и обратно. Мислам, тоа е тој модел недека. Но, независно од тоа, токму пред работната средба и Меджити и Касами преку социјалните мрежи испратија порака дека правосудниот испит ќе биде и на албански јазик и најавија добри вести. Одиме на работна средба со премиерот. Тоа беше формулацијата пред средбата. И потоа токму одвреди соопштено дека се преземени конкретни институционални чекори за решавање, што го кажав на почетокот, на долгогодишниот проблем кој ете 2 децении бил блокиран од претходното владење на ДУИ. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Да, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав до тебе. Поздрав до вас по подолго време, да, се радувам. Не сум се јавил оден, али сега ова тема е многу скаклива, затоа што овде се работи стратешки работи. Правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Господа, да му кажам на албанците, во Македонија, ова е држава на македонците, и на сите националности кои живеат во Македонија. Службен јазик во Македонија е македонскиот јазик. И друго, нема што да се докажуваме. Во уставот пишува, таму каде што се националностите повеќе од 20%, ќе се го зборуваат и својот службен јазик. Нема сега што ние да бараме, да отвораме устави и така натаму и така натаму. Јас го слушав Бујар Османи зборува нешто дека Охридскиот договор му го давал то право, не е вистина. Охридскиот договор е донесен за сите националности во Македонија. Законот за јазици донесен за сите националности во Република Македонија. Не е донесен само за албанците. Прво и основно, кога реков стратешки, овде стапка по стапка албанците ги заземаат институциите и тие нека не кажуваат дека биле војници за човекови права, туку тие се борат за територија. Јас то сум го учил, го знам многу убаво, али не треба сега
владата на Република Северна Македонија да дозволи такво нешто, Мицкоски да кажува ќе најдеме начин како да се полага. Полага се знае по уставот и по законот на македонски јазик. Ви благодарам многу. Благодарам и поздравувам, да, и подсетувам, токму тоа е, гласи, се однесува на кој било јазик што го зборуваат најмалку 20%, што значи се однесува на сите. Може да се турци, срби, бошњаци, власи, роми, бугари, ако влезат. Значи, кој било? И сега, од тука барањето, а да се замени со албански. Добро, не да се замени. Ставете посебно или барајте посебно кој сака бара. Бошњаците, ние бараме босански посебно да пишува. Но не на сметка на кој било. Во тоа кој било се вклучени сите, кои доколку исполнат 20%. Го имаат правото. Ако тоа кој било се стави само еден, не е битно, бугарски. Сите други го губат правото. Туку тоа кој било, или нека се укине сосема, или нека стои кој било, а независно од кој било, секој нека си ја води својата, битка, дипломатија, како и да е желба, да реализира, да стави, ние сакаме да вметнеме босански, ние сакаме албански. Да, но не на сметка на кој било. Кој било, велам, е прашање за себе. Тука се сите. Добар ден, ако имаме време за уште некого. Ало? Да, повелете. Поштовање, господин Исто така, Исо. повелете, ве слушам. Патриоти до патриоти. И затоа пропадна Македонија. Сега вака. Дали се сеќавате пред 5 дена во собранието портрети, слики на покојни Борис Трајковски? Најголем виновник е Борис Трајковски, нека почива во мир. Затоа што 2001 година да му удоволи на Солана, на Хавиер, на Кларк, на Марк, ги повлекуваше од Арачиново тие војниците, терористите, и затоа ни дојде и 2001, и затоа ни дојде овие проблеми сега што збориме. Џабе веземе, што вика тоа К-15, џабе везиме, готово. Ти земете во Западна Македонија, дали знаат тие млади што се по 17, по 18 години македонски да зборат, текви варени. Џабе везиме, затоа реков ја, патриоти до патриоти, најголем виновник нека почне мир е Борис Трајковски. А Борис Трајковски од која партија беше? Што им даде таму на сите 2001 помилување и се бапна и Џафери, и Тачи, и Муса, и Буса, сите во парламентот. Ние сме продадени души македонците. Затоа ја стално викам, ни Бадентер, ни Мадентер од Словенија, така е председателката во Словенија. 10 години ни Бадентер ќе има, ни Ранков, ни Манков договор. Да видите како ќе се оправиме. Иначе вака во недоглед, само што спомна еден господин, не можете луѓе, само ќе си ставате теми, ние ќе се збориме. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, ве поздравувам. Имаме ли време? Не, на крајот сме. Но што било една работа, начин на постигнување. Конфликт, напад, како и да е. Се е, значи, начин и вербален напад, не дискутира со аргументи, напаѓа, навредува и така натаму, физички напаѓа. Тоа е една работа. И тоа е, велам, настрана. Сега зборуваме за токму она што и како владино соопштение излегува, а тоа е токму како да се чекори кон иднината заедно со доверба и слично, но законски усогласено, институционално, со целосна усогласеност на Уставот, Законот за употреба на јазиците. Сето тоа биде регулирано така, не со сила, агресивно, конфликтно, а при тоа да биде заеднички меѓусебно сите среќни да чекориме кон иднината. Тоа е идејата, дали ќе се успее и како со едното, со другото или двете работи, и законски и среќни. Останува да видиме, а верувам дека вие сте најмалку што може да се каже со позитивно расположение од денешната средба. Ви посакувам такво да ви биде и попладнето. Довидување.